Се дозволете да искажам добре дојде на председателот на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицковски, кој е зачести да не посетува во Битола. Тоа секако зборува и за поддршката која ни ја дава и за поддршката која Битола како град ја заслужува и ќе има од идната влада на ВМРО ДПМН. Да кажам дека почитувајќи ги мерките и препораките и на владата и на Министерството за здравство, се придржуваме до активностите на терен. Битола деновиве и фактички целиот период изминативе месеци е вистинско градилиште. Во една рака им се извинувам на граѓаните што мора тоа, меѓутоа тоа се фази кои мораме да ги поминиме заедно. Да напоменам дека на 15 на локации во моментов се работи, велам почитувајќи ги тие препораки кои ги дава Министерството. Се наоѓаме на потегот на офицерскиот дом, фактички изборуваме за партерно уредување на некои 2100 квадрати, кои ќе доформат целата структура на офицерскиот дом, ова култно место овде за Битола и битолчани. Инвестиција вредна на 20 милиони денари, со ново осветлување, со одвод, со наводнување, сето она што значи велам партерно уредување на овој простор. Бевме заедно со председателот и со директорите на јавните предпријатија кои учествуваа во градбата и во изведбата на паркинг просторот пред спортската сала Боро Чурлевски. Знаете, тој е објект изграден 75-та година, некогашна спортска сала Младост. Со самопридонос и од тогаш датира и паркингот кој е на тоа место. Ова локална самоуправа, велам со помош и на јавните предпријатија, меѓутоа и на изведувачи, го актуализира и ќе го комплетно ревитализира тој паркинг простор, кој го изведуваме со нови 245 места за буквално сите структури на возила и корисници на услугите, со нов влез од другата страна. Леговме во спортскиот објект дел заедно со повторно јавните предпријатија каде се вршат припремите за шампионатот и нашата гордост Еврофарм Пелистер, кој во септември месец фактички започнува надпреварите во Лигата за шампиони. Да напоменам дека само пред неколку дена бевте сведоци, улица Зборска се асфалтираше, за ден-два очекуваме овие временски прилики малку и да стивнат температурите, ќе се асфалтира СРУ во касарната. Тоа е нова, комплетно нова пробиена улица која ама е според планската документација предвидена. Се работи, да кажам, она што не само во градскиот дел, него во руралните средини, знаете. Лажец, Егри, Оптичари, Логоварди се места во кои прв пат после толку години се направија краци, нови улици на добровит и секако на селаните и на граѓаните на тој дел на Пелагонија кои тоа го бара, секако тврдејќи дека тоа е начин да останат во нивните места. Се работи истовремено и на новиот парк во Нова Битола. Таму делови главното предпријатие и Нискоградба и Водовод, Комуналец сега е влезено, исто како што овде, да го оформат, веќе се гледат визурите на новата паркова содржина која е тука. Драгорска ни е исто отворена улица која се работи при крај изведбата, се работи исто така на локацијата на населбата Недопирливи, таму се 10 улици, скоро 2 километри, или вкупно досега, да напоменам дека е во изминат период, повеќе од 5 километри на патна инфраструктура се направени. Да кажам дека и за во делот на туризмот, повторно сакаме Битола да го добие на место, знаете, деновиве и овој месец изминат, во Битола е како во улиште, премногу туристи, нашата диаспора дојдена во масовен број годинава, после ковид кризата, и луѓето наоѓаат свој интерес да дојдат Битола, интерес да инвестираат во Битола. Битола е живо место. Кога почнав за туризмот, да наговестам дека и на Копанки се работи во склоп на условите и временските прилики кои таму се, знаете, на ревитализација зборуваме, каде го помагаме спортскиот клуб Планинарското друштво Пелистер, да се оформи конечно тој објект кој многу значи за битолчани. Тоа би било во главном. Се и уште многу други работи кои секако се отворени на терен, ќе продолжиме. Исто така во текот на целата година, она што го најавивме, се работи за патна инфраструктура од преку 25 километри која треба да ја изведиме до крајот на годината, и тоа ќе го направиме. Се надевам дека и приликите во Советот на општината ќе се средат онака како што треба, на добровит на граѓаните, и тоа е апел до сите, да работиме заедно за градот, зашто за тоа сме дојдени овде.
Благодарам.